Животот во Америка доаѓа со многу изненадувања за кинескиот студент Шон Жан како кинеската храна. Многу храна никогаш не сум ја видел во Кина, а луѓето ја сакаат овде, како кулачињата за среќа. Жан е меѓу речиси 300.000 кинески студенти кои студираат на универзитети во САД. Тој број е намален најмногу поради загриженоста за безбедноста, вели Свалоу Јан, кој дошол во Америка како меѓународен студент од Кина и кој сега им помага на други странски студенти да аплицираат на универзитети во САД. Родителите на студентите се многу загрижени за негативните елементи на Америка. Првиот е пукање во кампусот, вториот е безбедноста на улица и многу грабежи, многу насилство со оружје. Друг предизвик за некои студенти е добивање можност за студирање во САД поради загриженоста за интелектуална сопственост и кражба на технологија од страна на Кина. САД продолжуваат да следат политиката од ерата на Трамп за забрана на студенти од одредени кинески универзитети поврзани со војската да студираат во САД. The visa issue has been major difficulties for students to come. Прашањето со визите беше голем проблем за студентите да дојдат, а особено за студентите со одредена научна и високотехнолошка позадина. Доаѓаат овде за магистарски или докторат, а американската влада верува дека тие чувствителни области треба да бидат заштитени од какво било други земји кои се мешаат. Кинеските студенти, вклучително и Шон Жан, велат за Гласот на Америка дека немале проблеми да добијат виза од САД. Ако се занимавате со квантна физика или друга специјалност, тоа е голем проблем. Но за мене, јас сум само економско дете. Некои студенти се грижат за тоа што го кажуваат во САД, бидејќи некои студентски издруженија се во контакт со локалните кинески конзулати, вели професорот Пери Линк од Универзитетот во Риверсайд, Калифорнија. Студентите се чувствуваат дека се надгледувани и наблюдувани преку тој механизам на кампусот. И кога ќе се појави каква било чувствителна тема, кинеските студенти замолчуваат. Линк вели дека некои студенти се само цензурираат, бидејќи се плашат од последици во Кина. Учениците молчат не затоа што мислат дека другите кинески ученици во класот се шпиони. Поентата е во тоа што тие не знаат дали другите ученици во класот ќе ги пријават. Сепак има повеќе кинески студенти кои посетуваат универзитети во САД отколку од која било друга држава. Јан го има овој совет за кинеските родители. Ако сакаме да го добиеме доброто образование и можност за кариера, САД се број 1. Жан ќе ги продолжи студиите во САД за да магистрира бизнес аналитика, за да може да се отворат повеќе врати за неговата кариера.